Вечерва зборуваме за темел или темелот на верата. Темел на нашата вера, според апостол Павле, како пишува во посланието до Ефесијаните, е Христос. Во второто поглавје апостол Павле зборува за црквата како духовна градба и во еден миг вели дека апостолите се темелот, односно апостолите и пророците се темелот, ние се надоградуваме, меѓутоа каменот темелник е Христос. Значи, оној кој ја држи целата градба на самата христијанска црква е Христос. И затоа велиме дека тој е темел на нашата вера. Значи, не зборуваме за доктрина, не зборуваме за учење, не зборуваме за предмет, не зборуваме за сакраменти, зборуваме за личност која е темел на нашата вера. Христос. Впрочем, и самата вера, ако ја дефинираме како доверба, е нешто што се случува само кога постои однос помеѓу најмалку две личности. И затоа велиме дека Христос е темел на нашата вера, а и Христос е личност. И со него можеме да воспоставиме заедница, можеме да воспоставиме заедница на доверба, заедница на верување. Како и секоја вечер, ние ќе почнуваме со истражувачки прашања и ќе поставуваме одредени прашања за да можеме да се фокусираме добро на самата тема и да, ако не поставиме добри прашања, секако дека ќе ги промашиме одговорите. Прво прашање или прва работа за која ќе дискутираме е личноста на Исус од Назарет. Во последно време доста контактирам со мои другари евреи во Лондон и секогаш кога зборувам за Христа, а луѓето се многу љубопитни. Јас сум единствен не евреин кој ги посетува нивните часови онлайн и кога ме видеа летос кога бевме заедно на завршна свеченост и конечно открија дека не сум евреин и веднаш почна прашање, вели што си ти? Вели знаеме дека си христијанин, јас им велам јас сум адвентист. Што е тоа? Јас им објаснив. И почна една река на прашања. И додека ги одговорав тие прашања, тоа се многу интелигентни луѓе, образовани, се бават со интересни работи, не знам, филмски режисери, некои од нив се учители, некои се бизнесмени, некои од нив се администратори во пензија, некои се помлади луѓе кои се уште студираат. И секогаш морав да внимавам да велам Исус од Назарет. Од ако кажете Христос, тоа на грчки значи Месија, за нив Месија е нешто сосема поинаку. Оти се работи за либерални евреи, тие не веруваат во Месија како личност, туку веруваат во месијански период. И затоа почнуваме со Исус од Назарет, а се надевам ќе завршиме вечерва со Исус Христос. Каде Христос не е негово презиме, туку титула, што значи Месија, од еврејскиот Машијах, што значи помазаник или оној кој е помазан од Господа. Второ прашање за кое ќе дискутираме е зошто Исус умрел на крстот. Ова е исклучително битно прашање. Впрочем, добар дел од Евангелијата и посланијата се бават токму со ова име, зошто Исус умрел на крстот. И конечното прашање, што сево ова значи за нас денес. Иако Библијата е настаната пред неколку илјади години, иако доаѓа од култура која е малку оддалечена од нас, не само временски, туку и по одредени концепти, сепак Библијата е најсовремена книга, посовремена дури од утрешните весници. Меѓутоа, ако Библијата остане само античка книга, книга во минатото, Библијата постанува бескорисна. Затоа мораме да одговориме на ова прашање што сево ова значи за нас денеска. Па да тргнеме. Што Исус од Назарет говорел за себе си? Многу интересно дека Христос отворено кажувал некои работи за кои луѓето во она време им биле доста радикални. Тој дава изјава за неговиот однос со Отецот. Во Јован 14 глава Христос ја има последната средба со своите ученици пред да биде предаден на еврејскиот синод и да биде распнат на крстот. Впрочем, во Евангелието според Јован,
од 13-та глава па се до 18-та глава ви имате едно денонокие. Значи, еден добар дел од Евангелието според Јован покрива само едно денонокие. И во ова еднонокие забележани се овие Исусови долги говори. Те се типични за Евангелието според Јован. Во останатите Евангелија Христос има кратки говори, освен проповедта на гората. Меѓутоа, тие негови говори после тоа се сосема кратки. Во Јован неговите говори се сосема долги. И во оваа последна вечер Христос остава свој аманет на апостолите. И оваа вечер апостолите се, како да се најљубопитни, поставуваат многу прашања. Интересно е дека не поставувале толку многу прашања во останатиот дел од Евангелието, кој покрива добар дел од Исусовиот живот, меѓутоа ноќта пред да биде предаден ти имаат огромно мноштво на прашања. И помеѓу останатото во Јован 14 глава, еден од учениците му вели: покажи ни го Отецот и тоа ќе ни биде доволно. И Христос му се обраќа и му вели: Филипе, цело ова време сум со вас, зарем не ме позна или препозна? Кој го видел Отецот, ме видел и кој ме видел мене, го видел и Отецот. Подоцна, односно претходно во Јован 10 глава, 30 стих, Христос вели: јас и Отецот сме едно. Во Јован 11 глава Христос ќе каже дека тој е извор на животот, бидејќи е тој воскресение и живот. Исус со овие изјави дава еден приказ, еден summary, би рекли англичаните, или еден сажеток, во кој ја прикажува суштината на својата личност. Христос всушност вели: јас сум човек, но во исто време јас сум и Бог. И јас сум еднаков со вас, затоа што ова тело трпи студ, чувствува глад, јас можам да плачам, можам да бидам тажен, можам да се радувам со вас, но во исто време во ова моја природа ја поседувам атрибути кои се еднакви на Отецот. И оно што е интересно, кога луѓето ме прашуваат: добро, како тоа Бог изгледа? Интересно е дека Библијата воопшто не се интересира и занимава со идејата во каква форма Бог се наоѓа. Најголема преокупација на библиските автори е да прикажат каков е Божиот карактер. Кој е тој во својот карактер. И обично ви велам на луѓето, ако сакате да знаете каков е Бог и како ги третира луѓето, читете ги Евангелијата и гледате како Исус живее, како се однесува со луѓето, како се однесува со Отецот. Значи, Исус од Назарет за себе вели дека, иако е во тело, иако е човек, тој е сепак еднаков со Бога. Тој е Бог во човечко тело. И ова е темелна изјава за него како личност и за неговиот карактер. Христос е најдоброто откровение на Божиот карактер. Христос најдобро говори со своите дела и со своите зборови кој и каков е Бог. Понатака Христос во една многу необична прилика и на една необична личност, на една жена, самарјанка, по прв пат, а може би и последен пат во Евангелијата, посебно во Евангелијата според Јован, и вели: да, јас сум Месија. Колку пати некои други луѓе го прашуваат: дали си ти тој или да чекаме друг? Дури и Јован Крстителот во еден миг на слабост, кога почнува да се двојни дали ова навистина Христос или не, праќа ученици, двајца од своите ученици или повеќе, да го прашаат Христа: дали си ти тој, Месија, или да чекаме некој друг? И Христос не му вели: да, јас сум Месија. Меѓутоа на оваа жена Христос се вели: да, јас сум тој. Интересно. Христос е Месија или Христос? Месија доаѓа од еврејскиот збор Машијах, а Христос е всушност превод од тој еврејски збор на грчки. Значи, оној кој е помазан.
Месија во Стариот Завет како концепт, како личности, игра огромна улога. Во Стариот Завет Месија се некои од израелските цареви, како што е Давид, како што е Саул, тоа се помазаници. Некои други цареви, дури и незнабожечки цареви, како што е Кир, во книгата на пророкот Исаија е наречен Месија. И ова се луѓе кои во одредени периоди на историјата на оваа планета, а посебно во историјата на Божиот народ, одигруваат многу битна улога. Всушност тоа се луѓе кои на народот Божи му носат слобода, му носат избавување и му нудат одредена заштита. Но пред се Месија е личност која носи одредена порака и игра одредена улога во тој грандиозен Божи план на спасение. Меѓутоа, кога е во прашање Исус од Назарет, тој е Месија со големо М. И тој ги надминува улогите и неговиот живот и неговата улога како Месија ги надминува улогите на претходните месии, како и нивниот учинок. Од она што Христос ке го стори за нас луѓето на крстот и она што Христос го чини денеска во небеското светилиште, далеку ги надминува сите месии кои постоеле во Стариот Завет, сите Божи помазаници. И затоа е тој Месија со големо М. И пред се, Христос е Месија со големо М, затоа што тој и Отецот се исти, едно. Затоа што Христос е всушност човек, односно Бог во човечко тело. Понатака Христос за себе вели дека е создател. Во Мати 12 глава настанува една расправа помеѓу правоверните евреи, правоверни под наводници, ортодоксни, тоа се најчесто фарисеите и садукеите, иако се разликувале во своите верувања, меѓутоа биле, кога е во прашање саботата, биле многу строги. И во таа дискусија за саботата, кога учениците на Христос споминуваат низ едно поле и кинат од пченката и јадат, за така наречените правоверни евреи во она време тоа било грев, затоа што во сабота берат и жнеат. Со други зборови вршат работа. И Христос ги споредува своите ученици со свештениците во храмот. И Христос убаво им објаснува и вели: зар не знаете дека во храмот свештениците во сабота работат двократно? Ако идете во трета книга Мојсеева, во сабота наместо една жртва паленица наутро и една навечер, се палеле две наутро жртви паленици и две навечер. Што значи свештениците морале да работат многу повеќе. И Христос вели: тие работат во сабота, ама не чинат грев. Така и моите ученици поминуваат во сабота, гладни се од својата голема работа во петок, немале време да се припремат и сега во сабота јадат. И тој вели: затоа што ова го велам под одреден авторитет, затоа што Синот човечки е господар на саботата. Кој човек може да каже од нас дека е господар на саботата? Да си бидем искрен, ја не можам да кажам дека сум господар на ништо. Оти се што имам не е мое. Се што имам припаѓа на Бога. Образование, куќа, семејство, пријатели, здравје, конечно живот, се му припаѓа на Бога. Точка. И јас, ниту вие, не можеме да бидеме господари на саботата. Господар на саботата може да биде само оној кој го создал овој свет, во седмиот ден престанал да работи, го благословил и го посветил. Затоа е тој господар на саботата и затоа тој е создател. Подоцна ова идеја и овој постулат се споменува повторно во Евреите посланието, во првата глава, каде се вели дека се што е создадено на оваа земја, создадено е преку Христа и од Христа. Овие три идеи, овие три постулати представуваат темел на личноста на Исуса Христа. Онака како што Исус им се открива на своите современици. Меѓутоа, не е тоа доволно, туку ајде сега да гледаме на Христа од другата страна. До сега гледавме на Христа онака како тој се открива себе си. И сега некој може би ќе каже: слушај,
па такви што сметаат дека се како Бог денеска ги има на десетици. Психијатриските установи се полни со луѓе кои тврдат дека се Месија, дека се Бог, некои од нив тврдат дека се Наполеон, Александар Македонски и така натака. Ајде да видиме како нивните современици гледале, како неговите современици гледале на Христа. Што тие виделе во Христа? Матеј во првата глава 21 стих ги опишува настаните кога Христос се зачнат, кога Марија останува бремена и кога ангелот Господов му се јавува во сон на Јосиф. Тоа време е малку поинаку од денес. Денеска голем број на млади пред да влезе во брак веќе има сексуално искуство. Мене ми приоѓаат млади луѓе пред да стапат во брак и велат дали треба да се пробаме па да видиме дали ќе си одговараме. И јас им велам, ако се сакате нема што да се пробувате. Можете да се пробате после брак и да се пробувате до крајот на животот. И така било и во она време. Младите немале контакт едни со други. Може би една од причините што денеска младите стапуваат во брак доста доцна. Во она време младите стапувале во брак многу рано. Се смета дека Марија кога стапила во брак со Јосиф била тинејџерка. Некад имала околу 15 или 16 години. Тоа е само intellectual guess, академска идеја. Меѓутоа, дефинитивно се земале многу млади. Не постоела шанса да една млада жена во едно мало место како што е Назарет, тоа е село, може би со десетина куки во Исусово време, да има вонбрачна врска. Меѓутоа, тој човек, Јосиф, приметува дека е бремена и сака да ја отпушти, оти ако тоа го направи јавно, Марија треба да биде каменувана според граѓанските закони на она време. И сега ангел Господов му се јавува и му вели, слушај, да ја објасниме ситуацијата, од кого е Марија бремена и кого ќе роди. И вели, синот кој Марија ќе го роди, нему ќе му дадеш име Јехошуа, или Джошуа, би рекле англичаните. Јехошуа. И ангелот објаснува, ќе се вика Јехошуа, затоа што ќе го избави својот народ од неговите грехови. И сега се прашуваме каква врска има името со функцијата на спасител. Интересно дека повеќето имиња кои евреите ги имаат во Библијата се така наречени теофорични имиња. Теофорични имиња значи дека во нивното име се содржи името на Бога. И денес имаме ние теофорични имиња меѓу нас. Боголюб, Божидар, името Јован е исто така теофорично, доаѓа од еврејското име Јоханан, што значи Господ е милостив. Меѓутоа, на Христа му се дава името Јехошуа. Сега, давањето имиња во Библијата е поврзано со животот, функцијата и улогата на тој човек и на таа личност во нивниот живот. Вие се сеќавате дека името Јаков е многу интересно. Името Јаков значи поврзано со идејата на заменик, некој кој стои на нечие место. Јаков, за да го добие така наречениот благослов од татко му, морал да се замени со брат му и го прелажал татка си. И цел живот ја носи таа идеја. Пророкот Илија, Елијах, тоа значи Господ е мој Бог. Илија делува во време кога повеќето негови сонародници биле пагани, кога повеќето од неговите сонародници оделе по пагански богови. И неговиот живот и неговата служба била да им докаже на своите современици, на своите сограѓани, на своите роднини, дека Господ, единиот Бог, е вистински Бог. Што значи името на човекот не е случајно избрано, туку е врзано со неговата улога во животот, односно со она што човекот е. Па името Јехошуа значи Господ спасува, Господ избавува. И вели на детето свое ќе му го дадеш тоа име, затоа што Јехошуа значи Господ избавува, а тој ќе го избави својот народ. Не вели преку него ќе се избави неговиот народ, не вели тој ќе биде само инструмент за спасување, туку текстот вели тој е спасителот, а името му е Јехошуа, Господ спасува. Тогаш кој е Христос, ако не Господ кој се раѓа како човек? Подоцна
во Марко 2 глава, од 5 до 10 стих, има една ситуација која луѓето во она време тешко ја разбирале. Имено Христос бил во куќата на Петар и одеднаш кровот се отвора и пријателите на човекот кој бил квадриплегик, човекот кој имал земено раце и нозе, на носилка го спуштаат својот пријател пред Христа и бараат од него да го исцели. А во таа куќа се наоѓа мноштво на луѓе и меѓу останатите се наоѓаат и рибари, луѓето кои тука биле од Капернаум и се наоѓаат секако и правоверните евреи. И Христос поставува реторичко прашање. И вели, што е полесно? Да се каже ти се простуваат твоите гревови или да му се каже стани и оди, биди здрав? И Христос пред да го исцели човекот физички, му вели опростени се твоите гревови. Човекот потоа го исцелува, човекот си станува и си оди одејки. Никој не го носи. Меѓутоа, луѓето околу Христа се збуниле и велат, кој е овој? Оти знаеме, и тоа е точно, дека само Бог има право да простува гревови и никој друг. И сега имаме два избора. Или Христос е измамник и наводно простува гревови, или Христос навистина е Бог во човечко тело и може да простува гревови. Со тоа што Христос му вели на човекот, ајде сега стани, те исцелувам, а претходно те ги простив гревовите и оди си, Христос сушност докажува дека е навистина Бог. Подоцна имаме и во Лука 5 глава 8 стих, Јован 1 глава, каде што се вели дека Христос е речта, која стана тело. Потоа во 1 Тимотеева, 3 глава, 16 стих, каде се вели дека голема е тајна на побожноста, Бог стана тело. Во Филипјаните 2 глава, од 5 до 7 стих, ги имате оние идеи дека тоа е една песна всушност. Се работи можда за едни од најраните христијански химни. И тука се вели дека голема е таа тајна на побожноста и голема е таа мудрост кога Бог станал тело, станал како еден од нас. И се вели за Христа дека не се борел да биде како Бог, туку едноставно своите божествени атрибути ги става на страна, се употребува грчкиот глагол кено-о, што значи се испразнил. Христос тоа значи дека ги ставил своите божествени атрибути на страна и не си помагал на себе си тогаш кога имал проблеми и кога имал маки. Христос своите божествени атрибути никогаш не ги искористил да му биде нему подобро или да се избави од некоја мачна ситуација. Христос секогаш ги користил своите божествени атрибути да им помогне на другите луѓе. Исцелување, истерување демони, хранење, нудење на опростување, нудење на вечен живот. Христос секогаш ги користил тие надприродни особини и атрибути тогаш кога требал да им служи на другите луѓе. Меѓутоа, кога тој самиот бил во искушение, кога му велеле, ајде симни се од крстот, па ќе поверуваме дека си Месија, тоа е тоа искушение. Мене да ме распнат на крст, и мене да ми кажат, ајде симни се од крстот, па ќе поверуваме дека си Месија, за мене тоа не е искушение. Оти ја не поседувам надприродни божествени атрибути, тоа навистина да го сторам. Меѓутоа, за Христос тоа било искушение. Или ќе биде жртва за човештвото, или ќе ги искористи своите атрибути да си олесни на себе си и човештвото да го остави изгубено за вечност. Затоа Филипјаните 2 глава 5 до 7 стих говорат за Бог во човечко тело кој ги става тие божествени атрибути за да пострада како човек, за да го покаже Божиот карактер и со ништо да не си олесни на себе си, покажувајќи дека спремен е да се понизи на најниски можни гранки и да го избави човекот од вечна смрт. Христос како откривение на Божиот карактер. Овде ги даваме како пример 4 евангелија. Мнозина прашуваат каков жанр се евангелијата. Дали се љубовна приказна, дали се биографија, дали се историја. Кога бисте биле библиотекар, стигнуваат евангелијата кај вас и вие треба да ги ставите на полица. Каде ќе ги ставите?
Имате белетристика, имате фикција, имате научна фантастика, имате историски романи, имате љубовни трилери, каде би ги ставиле? Кратка дефиниција за Евангелијата е следната. Евангелијата се теолошки изјави базирани на историски факти. Евангелијата не се класична биографија. Зошто? Оти биографија на секој човек почнува со неговото раѓање, неговото рано детство, образование, рана младост, доцна младост, средни години, кариера, достигнување, подоцна повозрастни години и на крај се завршува со неговата смрт. Во Евангелијата го немате тој распоред. Некои Евангелија дури не зборуваат воопшто за Исусовото раѓање, како што е Евангелијата според Марко. Повеќето Евангелија воопшто не ни даваат информација за Исусовиот живот помеѓу неговата 12-та година и 30-та година, кога ја започнува јавната служба. Во тој поглед Евангелијата не се биографија. И конечно, Евангелијата не се биографија во класична смисла, затоа што Евангелијата не завршуваат со смртта на главниот јунак. Евангелијата завршуваат со живот и воскресение на главниот јунак. Што значи неговиот живот нема крај. А Евангелијата ни вела дека Христос сушност постојал и пред да се роди како човек. Оти кога зборува со правоверните евреи, тие му велат: слушај, па како можеш да кажеш дека си постојал пред Аврам, а немаш ни 30 години? Или дека Аврам е твое дете, а немаш ни 30 години? А тој им вели: уште пред Аврам да биде, јас сум. И тоа јас сум во Стариот Завет е многу интересна изјава. Глаголот сум во минато време е хаја, а глаголот јас ке бидам во идно време е ихје. И кога Мојсија во 2 Мојсиева 3 глава 14 стих му вели: добро, кажи ми како ти е името, за да на луѓето кога ќе отидам да им кажам дека ќе ги избавиш од Египет, да им кажам како се викаш. И Бог му вели: Ихе Ашер Ихе. Тоа значи јас сум или јас ќе бидам оној што ќе биде. И тоа ги заинтригирало луѓето низ текот на вековите многу. Што значи на вистина тоа Божје име? Тоа е негово лично име. И мнозина мислеа дека значи ова, дека значи она. Меѓутоа во книгата на 2 Мојсеева, Бог му вели на Мојсеј: кажи им дека јас сум сега, јас ќе бидам и потоа, и јас сум оној кога ќе им биде најтешко и кога фараонот најќе ги мачи, јас ќе бидам со нив и јас ќе ги избавам. Затоа тоа име најчесто се споменува во контекстот на избавител. И исто така се споменува во контекстот на вечно постоење. И затоа кога Христос им вели на евреите уште пред Аврам да биде јас сум, тој им вели: јас сум многу повеќе од Аврам, јас сум многу повеќе од човек. И тие добро го разбрале. Оти тоа биле луѓе кои читаат Библијата и точно знаеле какви зборови употребува. Затоа му се лутеле на Христа. Кога Христос би бил некој шарлатан, евреите не би го зеле за сериозно. Меѓутоа тие виделе дека во него не има нешто посебно и дека неговите зборови се вистина, ама тие не го прифаќаат за нивни спасител. И тоа не сите евреи, туку само некои евреи. И затоа Евангелијата кога зборуваат за Христа, они имаат свој теолошки нагласок, имаат теолошки фокус. Да речеме за Матеј најбитниот фокус на Христа е дека Христос е Бог цар. Дека Христос е Бог владетел, кој владе со цела вселена, и Христос е оној кој ќе го донесе и го носи Божјето царство. Во Евангелијата според Марко, Христос е личност која има власт. Тој збор ексусија, авторитет, власт. Тоа ви е најпожелната работа денеска. Власт, покрај власта пари и жени или мажи кои што преферира. Меѓутоа, Библијата вели дека Христос е личност која има власт.
И тоа често го покажува. На почетокот на Евангелието Христос проповеда во една синагога, влегува човек кој е опседнат со демонски дух и Христос кој веќе ги воодушевува луѓето во синагогата, го исцелува овој човек опседнат со демон, човекот станува потполно здрав и луѓето си велат кој е овој? Ен поучува како оној кој има власт, ен има власт на демоните. И Христос во Евангелието според Марко е представен како оној кој владее, има власт над се и над секого. Лука зборува за Христа како спасител на светот. Лука не е најинтересен од сите апостоли по прашање на тој универзализам. На кого се Христос тоа му се обраќа. Христос исцелува жена која пати од течение на крв. Болест која во она време била многу непријатна. Таа болест искоренета во западниот свет некаде кон крајот на 19 век. Болеста е од гинеколошка природа, се случува кога млади жени, се уште анатомски неразвиени, а физиолошки способни, раѓаат деца, доаѓа до пукање на одредени канали, се јавува фистула и многу непријатно мириса и тоа се случува со години. Денес ако отидете во Етиопија, според мене најубав африкански народ се етиопјаните. И ќе видите прекрасни млади жени кои ги се избркани од селото. Оти го имаат ова течение на крв кое е многу непријатно мириса и нивните мажи повеќе не ги сакаат. И одредени агенции од Западот кои се бават со добротворна работа праќаат хирурзи да овие жени ги оперираат за пари и ги вратат во нормален живот. И таквите жени за нас представуваат една илустрација со каков проблем се соочувала таа жена која патела од течение на крв. Таа не била само болна жена, таа била потполно исклучена од друштвото на другите. И Христос тука е прикажан како оној кој лекува жени, како оној кој нема проблем да лекува странци. Единствена парабола во која Бог е спореден со жена е парабола која ќе најдете кај апостол Лука во 15 глава. Кога имате една жена која изгубила паричка и целата куќа морала да исчисти за да си ја најде паричката. И вели така и Бог се ќе направи само за да најде еден грешник. И тоа е револуционерно, го имате само кај Лука. Затоа Лука представува како еден универзален пример дека Христос спасува секого. Мажи, жени, деца, странци, верни, неверни, пагани, непагани, какви да ние разлики правиме во животот, Христос спасува све и ги спасува сите оние кои навистина посакуваат и се одзиваат на повикот да бидат спасени. Јован најдоцна го пишува своето Евангелие. Според теолозите и историчарите се смета дека тоа последно напишено Евангелие во Новиот Завет и можеби и последна книга во Новиот Завет. И ова Евангелие всушност го пишува Христа за втората генерација. Значи, одеднаш црквата христијанска се соочува со проблем, затоа што оние кои биле очевици на Христовиот живот полека умираат. И Јован е последниот ученик кој се уште жив. Последниот кој живеел со Христа 3,5 години. И сега тој своето Евангелие го пишува наменето за луѓето кои се втора генерација христијани. Оние кои само чуле за Христа, а не го виделе. И во ова Евангелие имате најчесто каде Исус исцелува на далечина. Значи не е потребно да Исус е тука во близина, туку исцелува на далечина. И изгора на се, во 20 глава, кога воскреснат Христос им се покажува на апостолите, меѓутоа Тома не е тука, и Тома вели се додека не видам, и него ставам прстот во неговите рани, јас не верувам. Христос конечно му се открива, му кажува да ги допре неговите рани, и Христос благо го укорува. И му вели, ти виде па поверува. Блажени се оние кои не видоа, а поверуваа. Тој благослов е наменет за таа втора генерација христијани, кои само го слуша сведоштвото на ова Евангелие. Затоа сите Евангелија се сушност теолошки изјави со своји одредени теми, нагласоци и одредени цели кои сакаат да ги исполнат. Самиот Јован во Евангелието на крајот пишува дека многу работи Христос учинил. И не би можеле сите да се запишат во една книга. Меѓутоа, тој вели се во ова ви го пишуваме, за да можете да поверувате дека Исус е
Христос. Тоа значи дека Евангелието е за втората генерација. Сега, зошто Христос умрел на крстот? Кој бил мотивот Христов и која била потребата Христос да умре на крстот? Мотивот е љубов. Постои еден текст во Евангелието според Јован, кој најчесто го нарекуваме златниот стих на Библијата, а тоа е Јован 3:16. Тој текст почнува со идејата дека Бог толку го возлюби светот, така даде својот единороден син, та никој кој поверува во него не погине, туку да има вечен живот. И сега идејата е дека Бог го љуби светот и поради тоа го дава својот единороден син Христос да умре за светот. Интересно е дека на грчки зборот свет е всушност зборот космос. Зборот космос денес означува и Вселена, меѓутоа во она време зборот космос означува дека Бог го љуби сиот свет. Односно дека не постои човек кого Бог не го љуби. Нема таков човек. Значи не се родил на оваа земја ни еден толку лош човек или лоша жена кого Бог не го сака. Значи таков нема. Што и да направил, какво зло да сторил, какви злодела да направил, не постои човек кого Бог не го љуби. Точка. Меѓутоа, Бог го дава својот син да умре за таков свет, за грешници. Но, оние кои нема да погинат се луѓе кои се одзиваат на таа љубов, а тоа се тие луѓе кои веруваат. Веруваат. Значи, Бог го сака светот, го дава својот син, та ни еден кој верува не загине, туку има живот вечен. Значи, љубовта Божја е едносмерна. И таа не треба да се заслужи. И не може да се заслужи. И увреда за Бога ако се обидеме да заслужиме неговата љубов. Меѓутоа, за да се ужива дарот на спасение, мора да човекот се одзвие на таа љубов. А тоа одзивање на таа љубов се вика вера или доверба. Што значи верата не е дело, добро дело кое ние го правиме за да му доволиме на Бога, туку верата е средство со кое ние се поврзуваме со Бога и примаме спасение. Во Римјаните 5:8 апостол Павле вели, кога ќе го погледнете човечкиот род, може би за некој добар човек, некој друг човек ќе го даде својот живот. Може би тоа да се случи. Ние живееме на еден дел од планетата каде што умирањето за други е многу интересна работа, во минатото и сегашноста се случувало. Овде се гинело во војни, се гинело и во мир, секако, за жал. Меѓутоа, многу често сме имале примери каде луѓето го даваат својот живот за други луѓе. Дали тоа биле идеали комунистички, некомунистички, дали тоа било одбрана на родното место, дали тоа било заштита на своето семејство, имаме илјадници примери каде луѓето го даваат својот живот за животот на другите луѓе, за нивната слобода, за нивниот благослов. И апостол Павле вели, може би ќе се најде некој да умре за добар човек. Меѓутоа, за лоши луѓе, како што сме ние, вели Павле, никој не би умрал. А Христос не возлюби и умре за нас, уште додека бевме грешници. И конечно, 1 Јованова 4 глава 10 стих вели, не зато што Бог не возлюби нас прво, не зато што ние го возлюбивме Бога прво, туку Бог нас не возлюби прво и така ја уживаме неговата љубов и неговото спасение. Што значи, љубовта не е наша иницијатива. Секоја паганска религија се базира на таа идеја. Мора да е моја иницијатива да ги задоволам боговите и нивната волја за да бидам поштеден или бидам благословен. Библиската религија вели дека Бог не сака како иницијатор, а ние само одговараме на таа љубов. Тоа е Бог.
Тоа е неговиот мотив и тоа е неговата потреба да постане човек и да умре за другите луѓе. Зошто? Затоа што Бог сака да донесе конечно спасение на човекот. Матеј 20 глава 28 стих вели дека тој не дошол, синот човечки, тоа е месијанска титула. Синот човечки не дошол да му служат, туку да служи и својот живот да го даде во откуп за мнозина. Што значи дека Христос дошол на оваа земја да живее и да умре и да воскресне за конечно спасение на човекот. И 1 Коринјаните 5:7 и 2 Коринјаните 5:21 зборуваат дека Христос дошол да биде жртва помирница за овој свет. Интересно дека апостол Павле во 2 Коринјаните 5:21, тука при крајот на главата, почнува да зборува како евреин. И тоа е многу интересно. И во еден од тие текстови вели Христос дојде и стана грев за нас, за да не избави од нашите гревови. И сега ако тоа го читате од нееврејска перспектива и без познавање на Стариот Завет, како тоа Исус дошол да стане грев за нас? Како тоа да го разбереме? Па Исус бил безгрешен. Меѓутоа, апостол Павле знаел еврејски. И зборот за грев и за жртва на откупување е потполно ист. Хатат, промашена цел, и жртва за грев имаат потполно исти израз. Што значи Павле не говори дека Христос сгрешил и дека Христос бил грешен, туку дека Христос станал жртва за грев. Иста онака каква луѓето ја принесувале во Стариот Завет кога жртвувале јагниња, кога жртвувале волови или други чисти животни. Меѓутоа, апостол Павле вели ова е конечно спасение. Христос не е како таа жртва. Христос е оваа вистинска, права и конечна жртва која е дадена за да го избави нашиот живот. Затоа Христос умрал. Крајна цел е обновување на човекот за вечен живот. Христос во Јован 17 глава 3 стих вели, а ова е вечниот живот, да те познаваат тебе и оној кого си го пратил, Исуса Христа. Интересно дека вечниот живот тука не е дефиниран како неограничен проток на време. Туку вечниот живот е поврзан, е опишан и дефиниран како врска, како однос помеѓу Бога и човекот. Тоа е вечен живот. Што значи вечниот живот е многу повеќе од безсмртност. Значи, вечниот живот не е само безсмртност. Вечниот живот после второто Христово доаѓање ќе вклучи безсмртност. Но вечниот живот почнува овде, не во смисла на безсмртност, туку во смисла на остварување на заедница со Бога. Што значи, кога го прифаќаме Христа, ние веќе имаме вечен живот. Не во смисол на безсмртност, туку во смисол на однос со Бога. И тоа е смислата на животот. Смислата на животот не е живот без Бога. На оваа земја некои луѓе живеат 20, 30, 50 години и стануваат разочарани и си го земаат својот живот. Не мора тоа да биде депресија. Луѓе едноставно доаѓаат и сваќаат дека без Бога, живеат без Бога, животот им е потполно бесмислен и сакаат да умрат. Имате луѓе кои ќе го изгубат брачниот другар после 50 години брак и не можат да живеат и едноставно вршат самоубиство или пасивна еутаназија, одбиваат лекови, одбиваат лекарска помош и умираат. Што значи, постојат периоди во овој живот кога на луѓето не им се живее. И најчесто тоа се периоди кога луѓето одбиваат да активно живеат со Бога. А Бог од друга страна вели ова е вечниот живот, ова е вистински живот. Да те познаваат тебе, да имаат однос со Бога. И тоа е вечен живот. И во 2 Коринјаните 5 глава 17 стих апостол Павле вели дека Бог создава нов човек. Конечната цел на спасението е да се создаде нов човек. Ако ја гледате Библијата во целост, во Библијата постојат само 4 глави каде нема смрт, нема болести, нема зло, нема разделби, нема нешто што предизвикува солзи на тага. Тоа би се 1 Мојсеева 1 и 2 глава, создавањето и животот во рајот, и Откривение 21 и 22 глава.
Што значи Библијата нам ни вели дека планот на Божиот план на спасение е пат помеѓу два раја. Едниот кој е изгубен и едниот кој е нов. И конечната цел на Бога не е да ние се мачиме, не е да луѓето вечно горат во пекол, конечна цел на Бога е да луѓето вечно живеат со Него. Тоа е конечниот смисол на живот. И сега, ако размислуваме за вечноста, ова е прашањето. Ако не ни е мило овде да живеам со Христа сега и овде, како ќе ми биде мило да живеам со Христа еден ден во вечноста? Тоа значи дека вечниот живот почнува тука. Тука го градиме тој однос кој го имаме со Бога. Што сево ова значи за нас денеска? Какви тоа импликации има врз нашиот живот? Христовиот живот и неговата смрт на крстот всушност представуваат можност, Божи план да ни се прости, да ни се одземе вината и гревовите. Ова е огромна работа. Не постои човек помеѓу нас кој барем еднаш во животот за одреден период не чувствувал вина. Ако зборувате со психијатри и психолози кои се бават со трауми, велат дека во психијатријата најтешка област е бавење со трауми. На Ньюболт коледж сакавме да имаме еден предмет сочување со трауми. Прашавме тројца психијатри и двајца психотерапеути да го предаваат овој предмет и сите не одбија. Оти велат, тоа е најтешкиот дел во психијатријата. Вам ви треба специјалист кој се бави баш со трауми, а не било кој психијатар или било кој психотерапеут. И еден од проблемите на траумите е што постојано се навраќаме на таа траума, ја проживуваме. Не знам дали ви се случило нешто лошо во животот и вие постојано неколку дена само го враќате филмот назад и посакувате во тоа враќање на филмот назад да ги измените околностите кои доведе до таа траума и да ја промените таа траума. И тоа го правиме постојано, постојано го вртиме тој филм, обидувајќи се да го решиме тоа чувство на вина, таа траума и никако тоа да го сториме. Пред 2 месеци во школото каде Керка ми оди, полицијата за Беркшир и за Оксфорд, значи тоа е Темс Вали Полис, има една серија на семинари со кои сакат да спречат криминали и убиства на тинеџери со нож. Тоа е најголем број на убиства помеѓу тинеџери не се случува со огнено оружје во Англија, туку поради ножеви. Огненото оружје таму е стрикно контролирано. Дури полицајците кои се на улица не носат оружје, туку оружјето им е најчесто или во кола, а постои наоружен дел од полицијата. И кога тие ќе излезат на улица да се соочат со одреден криминал, веднаш имате на вести дека наоружена полиција излегна на улица да се соочи со нив. Што значи нема многу оружје, нема огнено оружје. Меѓутоа има многу ножеви. И тоа е посебно присутно помеѓу тинеџери. И сега има една нова култура меѓу тинеџерите, а тоа е да живеат двократен живот. Во реалност се добри деца, се ги слушаат мајка си и татко си, добро учат, добро се однесуваат, имаат добри манири. Меѓутоа, на социјалните мрежи, таму се гангстери. Глумат дека се криминалци, се обидуваат да импресионираат своите врсници, дури и поголеми, и почнуваат да се сликаат со ножеви. И тоа се најгрозните ножеви кои сте ги виделе. Тоа не се кухински ножеви, тоа не се ножеви кои ги користиме за лупење јаболка, тоа се зомби ножеви, рамбо ножеви, мачети и така натака. И меѓу останатото гостуваше на тој семинар и дадоа свое сведоштво брачен пар чиј син пред 2 години беше убиен во Тепачка, дете 13 години. И луѓето додека зборуваа, ние кои тоа го слушаме, кои тоа не сме го доживеале, нам емоциите ни одеа горе-долу. Се менува гнев, тага, желба за освета дури се раѓа, пак тага или било што. И одеднаш
за да биде повпечатливо за тоа што зборуваа луѓето, ја прикажа последната снимка додека момчето било живо. Дете 13 години, високо, тенко, намамено во парк од една девојка која ја познавал, за да двајца дечки дојдат и го претепаат. Меѓутоа, дечкото доаѓа, се тепа со нив, бидејќи е посилен, овие вадат нож, го убодуваат неколку пати и дечкото паѓа тука крвари, недалеко од неговата куќа. Доаѓаат други деца, го викаат таткото и мајката на детето, трчаат таму и детето им умире на раце. Страшна травма. И сега јас го гледам тоа на слика, не убиството, туку детето како оди. И тоа на мене како јабанџија. Ја немам никаква врска со тие луѓе. Мене ми остави таква травма да вечерта дома кога си одев, јас почнувам да го враќам тој филм. Па зошто не му се скинала папучета на тоа дете додека одеше таму, оди со папучи? Па зошто некој не се најде да му каже и дој нешто да ти покажам, немој да одиш на тој состанок. И постојано го враќав цела ноќ тој филм. И сега си велам како ли им на тие луѓе во нивното срце. Имаше сесија на прашање и одговори и една жена ги праша што поинаку бисте направиле за да го спречите она што му се случи на вашето дете. И човекот одговори би му го одземал мобилниот телефон. Мобилните социјалните мрежи биле главна причина зашто детето го изгуби својот живот. Поентата ми е дека јас доживеав една туѓа травма, една туѓа болка и цела вечер го враќам филмот. Како ли им е на тие родители? Или не мора да биде тоа, може да биде најчесто ги прашуваат жртвите на силување зошто не сте пријавиле веднаш. И обично мачо типови одговараат па не си пријавила веднаш, ти било добро, си пријавила после 5 години. Меѓутоа тоа се сулуди луѓе кои не знаат што се случува во главата на жртвата. Жртвата после силување себе си се обвинува дека таа е виновна или тој е виновен. И таа се чувствува валкана, прљава. Многу жени па и мажи кои се силувани ќе ви кажат дека после тој акт се тушираат 2 сати. Оти смета дека вината е на нив. Сега зборуваме за некои екстремни случаи. Имате и помали случаеви кога луѓето се обвинуваат себе си за нешто. И тука да го сумираме се во ова. Минатото ние не можеме да го промениме. И првото лекување на траумата е не можеш да го промениш минатото. Прифати го како такво. А вториот чекор е тебе ти треба простување. Ние не можеме да добиеме простување и очистување на нашата кривица ако не веруваме во Бога со цело срце. Тогаш го добиваме тоа простување. И не е лесно да се дојде. Ние луѓето сме контроверзни, ние сме парадоксни како луѓе. Ние сакаме од една страна да се ослободиме од чувството на вина, а од друга страна не пуштаме. Некако сме се навикнале на тоа. Тоа станало дел од нашиот живот. Најголемата уметност на христијанското живење е да ги препуштиме нашите вини, нашите кривици и нашите грижи на Бога. Тоа е најголемата работа. Јас сум човек кој сакам се да контролирам во својот живот. Не толку луѓе, ама одредени настани во кои работам. Сакам се да знам однапред, сакам да претпоставам работи и некои колеги ми викаат тоа не е добро. И јас се сложувам. И мојот најголем проблем во животот е често да ги ослободам своите грижи и да ги предадам на Христа. И тоа не е само мој проблем, има многу луѓе кои се соочуваат со тоа. Затоа, оно што значи за нас денеска Христовата смрт на крстот е простување. Таму е платен секој можен грев. Таму се платени сите пропусти во нашиот живот. Таму е платена секоја травма. Таму е одземена секоја вина. Потребно е само со вера да го прифатиме Христа. Самовреднување. Кога ќе го погледнеме животот на Христа, кога ќе погледнеме неговата жртва на крстот, ние всушност стануваме свесни колку вредиме. Луѓе живеат, доживуваат средни години, стареат и се уште имаат ниско мислење за себе си. Дека не вредат многу, дека не се доволно добри, дека во ништо не успеале во животот. Меѓутоа, овој текст ни вели дека човекот со тоа што е објект на Божјата љубов и со тоа што Бог го дава својот син за тој човек,
Тоа значи дека Бог го вреднува тој човек колку што го вреднува животот на својот син. Толку вреди човек. Толку вреди секој поединец. Толку вредиш ти, толку вредам и јас. Па зошто тогаш да го живееме нашиот живот, верувајќи дека не вредиме ништо и дека не сме ништо? Напротив, бидејќи Бог не љуби, ние вредиме многу. Најголема вредност во овој свет, после Бога, се луѓето. Се друго е третостепено, четвртостепено, петостепено. Меѓутоа, кога животот ќе тргне наопаку, всушност тргнува наопаку кога ние ги менуваме тие вредности во светот. Својата кариера, пари, власт, што и да е, ставаме на прво место и све што нам ни носи задоволство ставаме на прво, второ, трето, пето место, негде таму на 10 ги ставаме луѓето, а најчесто најмалку мислиме на Бога. И после се прашуваме што тоа нам ни се случува. Па нема што да се чудиме. Кога Бог ќе се заборави, тога животот се претвора во хаос. Не сме сами. Бог е владетел на целиот универзум и на човечката историја. Значи, ние не сме сами. Ако прашате астронаути кои одале до северската станица Мир, ќе ви кажат дека Вселената изгледа многу ладно. Изгледа непријателски настроена. Изгледа како да сте потполно сами во тоа големо црнило со тука и таму одредени точки. Меѓутоа, Христос, кој доаѓа на овој свет, нам ни вели, вие не сте сами. Овој хаос кој ни се случува тука на овој свет, со сиви овие војни, една неизвестна иднина, гледано со човечки очи, закана за нашиот финансиски живот, страф од сиромаштија, страф од болести, едноставно не турка во тоа да си помислиме дека сме сами. За време на она затворање за време на коронавирусот, тек тогаш луѓето се соочија со овие животни прашања. И она што е интересно е дека нова пандемија после затворањето за време на коронавирусот е пандемија на ментални болести. Тоа е пандемија број 1 сега. Луѓето паѓаат во депресија, луѓето се чувствуваат сосамени, луѓето не може да се вратат во живот некој од нив. Меѓутоа, Библијата ни вели не сте сами. Корона, не корона, затворени, отворени, на ова или на она место живи сте, и ако сте болни, и ако сте здрави, вие не сте сами. И нека Бог не благослови да тој не биде темелот на нашата вера. Да тој биде почетокот и исполнувањето. Значи не свршителот, тоа е погрешен превод. Да тој биде почетокот и исполнувањето, целта на нашата вера. Амин.